Добро вечер и добро дојдовте во магазинот Вечерва со Слободан Томич. Убаво се чувствам, искрено ви кажам. Зошто се чувствам убаво? Бидејќи тоа што го кажав пред речиси месеци нешто, дека ова се последни избори за Македонија, други нема да има. По дефолт гледам дека ја примија тие што треба да ја примат, и ја кажуваат, и најавуваат, и опоменуваат дека се последни. И навистина се последни. Зошто? Бидејќи треба да провладува рациото. А што е рацио? Разум. Разумот е тоа што не двои од другите животни. Но колку го користат и го употребуваат политичарите разумот, и мајчи факт дека ни ре од разумот, секој честни исклучоци, ни п од политика, ни п од политичари и повеќе на политиканство. Видовме политиканти влегоа по дефолт како слипери. А знаете што се слипери? Тоа се луѓе кои одработуваат и чекаат од тие терористички организации да влезат у акција и да нешто одработуваат. Да, има политиканти кои влегоа во функција, во оваа мисија, за да ги спасат кожите на тие кои дефинитивно овие 7 години изминати направија пустош, хаос, зачинет со тоа циркус максимумс. Да, почитувани, рековме дека карваните тргна да ги добијат, да ги освојат вашите гласови. Како се покажа, вие ќе го кажете тоа на 24 април, тоа е наредната среда. Од општа причина, бидејќи вие сте суверени на тоа неговото височество гласот и по кој пат спомнувам дека вие одлучувате за вашата судбина, судбината на вашите деца, на вашите поколенија. Бидејќи овој пат излезете од тие катакомби, јас ве замолувам, бидејќи не гласате ниту за Мицковски, ниту за Пендаровски, ни за Силјановска и ред други да ги не ги бројам. Гласате за вашите внуци. Зато велам тоа е државнички и како гласачка машина. Не е поданички, а таа е тема вечерва што ќе третирам со мојот почитуван и драг соговорник и добар пријател Синиша. Мислев, како сте пред се? Добро, фала на поканата да бидам дел од вашата емисија повторно. Да, че си задоволен, народот, гледачите ве бара да бидам искрен. Многу благодарам. Убаво е кој ќе слушаат гледачите, убав збор, убава анализа, не она по дефиниција поданичка, да ти напишат неколку реда и да ги научиш на памет и да ги кажеш. Дали, што мислите, пред се, ај за вас, ако ми дозволите, сепак е магазин, Слободно. Тоа е една рубрика, тоа сум јас. Кој е Синиша? Па најтешко е кога треба да говориш за себе, да се представиш и да условно да се продадеш пред јавноста. Јас кога ме прашуваат кој сте вие, ја викам студент сум и се чудат како толку возрастен студент, па студент на докторски студии во Љубљана во Словенија, каде што си го надградувам своето знаење, професионално знаење од кое условно живеам. И сметам дека човек треба да учи се додека е жив и да го апгрейдува или да го надградува своите знаења на одредени теми, најмногу на професионално ниво, од кое што треба да екзистира и да си ги плаќа своите сметки. Инаку работам како бизнес консултант, како PR стратег и многу често во последно време како аналитичар, најмногу на темата политика и бизнес. Рековте дека сте на докторски студии. Интересно што голем број политичари, професори в своја држава, своја держава, што велат, ја доживуваат како Словенија. Тука е и кандидатот за претседател, господјата Гордана Силјановска, Давкова. Потоа нашата почитувана Кочанчанка, Емилија Стојменова. Дух. Која, еве, докажува фактот дека наистина во тој дел на поранешна Југославија и доаѓаат многу силни потенцијали. Како се доживаш во рамките на оваа група, еве, двете што ви спомнав? Па, не знам како да кажам сега во делот на посебна група, не сметам дека нешто посебно. Човек секогаш треба да се труди да иде напред. Ако не можете своите потенцијали да ги
изградите тука, можеби Дали има таму непотизам, дали има таму но пријателство? секаде има, не треба ние да градиме мит Дека дека, не сме- секаде е совршено и дека надвор е најубаво. Да, подобро е него тука, има некаков систем кој функционира. Системот е направен така да граѓаните го следат и тоа го следат и тоа многу ми се допаѓа. Непотизам секаде има, корупција секаде има, само што таа е сведена на Мерка, одадена мерка. подносливо ниво за да може Издржливо. да па не би рекол издржливо, подносливо ниво, точно во границите на маргините кои условно не дека треба, но ги има. Значи не постои држава во која нема корупција, криминал и слично. Да. Хоби? Па сакам да читам книга и најмногу сакам да пијам кафе, искрено да ви кажам. Обожавам кога седам сам, читам вестници. Со кого го пиеш те прво кафе? Па сам го пијам. И најчесто сакам онака изрелаксирано, опуштено, со вестник во рака и тогаш ми е најубаво. Брачен статус? Разведен и едно дете. Има шанси невестата да не биде од Словенија? Не. Веќе мислам дека тој дел никад не рече никад, но сега најмногу сум фокусиран на студиите и на професионално ниво, така да Која година си? тој дел втора година, сега треба да ја запишам трета и последна, истовремено да ја пишувам мојата докторска теза. Пороци? Молам? Пороци? Нема. Нема. Што би бил ако не би бил во оваа ситуација? Што би сакал да заврши? Или друга професија освен? Па не, ова е таа професија. Од секогаш? Од секогаш. Едноставно, од секогаш сакав да бидам професор и мислам, работам на тоа. Од секогаш сакав да држам обуки, презентации, го работам тоа. Ми интересира делот на предприемништво, стартап бизнеси. Тоа сум фокусиран, тоа работам. Така да не би си ја менувал професијата. Мислам дека би се снашол и во други професии, но го работам тоа што го сакам. Да, почитување да ве поздравам од екипата моја, тоа е Ивана и мојот асистент Кристина Томич, која еве дава се од себе исто од дизајнот на оваа емисија, го добија својот убав имидж. Еве ќе замолам Ивана да одиме уште еден джингл и настапуваме конечно со денешна тема. Ајде, конечно рековме дека овие избори ги дефинирав државнички или подавнички. Господин Пекевски, како го дефинирате? Верувам дека ова политичка гарнитура која 7 години владееше со еден збор од државата, создаде голема девастација. Таа општа констатација не само од мене и од вас како експертска јавност и од политичарите, дека после таа 2018 година, јуни месец 18, носење на еден документ без волја на народот докажано на референдум, се смени името на државата. Дали требаше така да се остане, имајќи факт дека беше ветено и брда и долини, дека ќе бидеме членка на Европската унија, односно ќе ги започнеме преговорите. Ако го гледаме бугарскиот и румунскиот случај, каде што без никакви обврски знаеме какви беа условите и ден денес кои држави стана членки уште 2007. Колку клиентелизмот и личната интерес го создаде се тоа? Вака, генерално политичарите, посебно во Македонија, не може да им се верува и се докажа многу пати дека не може да им се верува заради тоа што го говорат не е вистина. Тоа од една страна. Од друга страна, без разлика тоа што не ги исполнуваат своите ветувања, народот некако не ги казнува и се сведува на политичка одговорност на следни избори. Така да, затоа сме доведени во оваа ситуација да сме таму каде што сме, а сме поприлично на дното. Голем број млади луѓе се иселуваат, кадрите што се останати тука веќе или се партиски кадри, или се кадри кои едноставно не можат да се иселат или не можат да се потурнат да се иселат надвор од Македонија и реалноста ни го кажува тоа. Невладење на право, корупција на високо ниво, се инвестира само во згради и тоа е нашата сурова реалност. Насловот така го дефинирав, државнички или подавнички избори, имајќи факт дека од една страна нон-стоп се труби, како еден
една расипана плоча, уставни измени, без да се слушне другата страна од народот пред се и од експертите, дека сепак треба да има еден национален став, консензус во однос на ова прашање, бидејќи прочитав една анализа, века тој што го донесе рамката, тој може да ја модифицира. Го дават примерот како и со случајот со Србија. Дали можеме да употребиме овој моментум како што е со Србија и начинот на модификација на нивната рамка во која Косово беше, да речем, еден од условите? Па вака, Европа се покажа дека има двојни стандарди, тука треба да ни биде нејасно и промовирање на тие европски вредности, всушност е само демагогија. Би треба да ни биде јасно дека се е политика и во политиката интерес. Па да, се е интерес. Нема љубов. Па не, има само интерес. Тоа може да го видиме сега го спомнате случајот со Србија, каде што они вечно се колнат во тоа пријателство со Грција. Пратеничката или бивша министерка за надворешни работи Дора Бакојани, кој беше специјален известувач за Косово, препорача да влезе во Совет Европа. Гласањето помина така како што помина со 129 или 131 глас за да се прими Косово и тоа покажува дека суштина заради некаков интерес Косово ќе биде најверојатно дел од Советот на Европа и ги покажува двојните стандарди всушност на Европа. И затоа кредибилитетот на Европската Унија веќе е драстично намален секаде, не само во Македонија, туку воопшто на Балканот. Да, ние сакаме да бидеме дел од ЕУ, заради тоа што можеме да искористиме многу бенефити и привилегии, но у суштина се покажува дека веќе влијанието на Европската Унија е многу паднато. Угледот е многу паднат. Ковид кризата покажа дека секој се грижи сам за себе. Импактот кој го има врз решавање на прашањето со Косово исто така веќе со години не се имплементираат некои потпишани договори. Видовме дека влијанието и во руско-украинскиот конфликт и таму е сведено на нула и у суштина покажува дека најмногу пати Европа и тие вредности. Моје искрено видување дека Европа ќе се реформира и ние треба да прво да се свртиме кон себе, да почнеме да изградиме сериозна држава како што треба да бидеме. Па сериозна држава да се справиме со криминалот, корупцијата, со злото. Најпрво треба да почне да владее правото. Кога ќе почне да владее правото, многу работи ќе дојдат на свое место. Така вклучително и делот на економија, на владење на право, во вистинско инвестирање на средствата од буџетот, верувам дека добар дел од рамката ќе може да се смени. Во контекст на сето тоа, да, повеќе пати колумни пишував, меѓутоа и во емисиите истакнам дека прво треба да се чисти сметот во собствениот двор, а потоа да се редат другите работи. Чому ние, да речеме, со сила или насила на мускули или како да го употребам тој збор како што беше со промената на името, нели? Покрај тоа што Зоран Заев рече дека готово е, завршено е, ние веќе почнуваме со преговори и со лајковите се сеќавате, меѓутоа дефинитивно може да му носи вода и на Михаузен. Тоа го спомна голем број ваши колеги и политичари што беа гости, ја ќе им се придружам. Од друга ситуација и господинот Стево Пендаровски гледаме дека тено исто збори дека ние сме тие што ќе донесеме европска иднина. Другите ве носат во амбис, во изолација. Дали пали, дали пие вода ваква артикулација и вакво сејње на малко? Не, значи тотално кажа ви пред малце во текот на разговорот дека СДСМ и луѓето кои ми ја водат кампањата и кои ги подготвуваат политичари кампањата, можеме да видиме дека е тотално фиаско. Втори наративот кој го промовираат изолација, мислам тоа е смешен наратив и прочитана книга. Би требало да имаат друга агенда и друг начин на представување на она што сака да го постигнат, не преку небулозна кампања.
прават апсолутно спротивен ефект, уште повеќе ги иритираат луѓето и ги буткаат со сила кон останатите политички партии. Дали ќе бидат кон ВМРО, дали ќе бидат кон Левица, дали ќе бидат кон Знам, апсолутно им ги подаруваат. Можеби тоа е стратегијата на конечен распад. Јас бев првиот што кажа дека СДСМ ќе се распадне. Јас верувам дека дали ќе го доживее по изборите ќе преживее не пасовизација, ме ќе стане како ДС, Демократска странка во Србија, да, на ниво на статистичка грешка. Тие копира и испрепишија прошлиот пат Зоран Зајва од Двери, колку се сеќам, една политичка партија од Србија, копи-пейст комплет. Меѓутоа многу пари се трошат. Се зимаат пари, еве слушам 8 милиони евра големите партии, со оглед дека тука има пак еден диспаритет во однос на распределување на финансиската потенција кај политичките партии, но колку се сериозни другите, да речам, политички партии кои го нема тој капацитет да јас прво сум против државата да ги финансира политичките партии, тоа е огромна глупост по мене. Трошење на средства за финансирање на политички кампањи и партии, мислам, не го гледам. Ако имаш капацитет, ќе направиш кампања. Ако немаш финансиски средства, ќе бараш алтернативни начини како тоа да го isfinansираш. Ама финансирање од државата, тоест од народот, од народот за народот. Па не е за народот, тоа е за нив. Е небулозно. Втората работа е што и кампањата СДСМ сега што ја тера слоганот е многу сличен, нема предање на Александар Вучич, само што комплетно спротивни идеологии и тој наратив тамо нема предање, има многу поголема вредност него тука, така да луѓето кои ми ја подготвувале кампањата испаѓа дека ВМРО ги плаќа за да има толку лоша кампања. Јас не гледам друга причина да има толку лош и дизајн, и слоган, и визуелен идентитет на кампањата. Го слушам, господин Ковачевски вели, да, погрешивме. Меѓутоа, ви дајте ни шанса да се исправим. Дали на признатиот грев не е грев? Па вака, они добијат црвен картон. А која е грешката? Промена на името, девастација, криминал, црвен картон добија на локалните избори, тоа требаше да им биде водилка дека нешто се случува. Дека нешто се случува, дека нешто треба да променат. Они наместо да се реформираат и да почнат да работат како што треба, они уште толку полошо почнат да работат и не гледам причина зошто идат на таа емотивна ниша, повторно лош пиар си прават. Еве сгрешивме. Не проаѓа веќе тоа. Друга ситуација, господин Мицковски вчера на почетокот на кампањата за парламентарни избори упати порака на интеграција, на единство. Што вака од овој ракурс, да, мислам дека е добар чекор, да нема дисонанца во делот на како ќе дефинира политичката иницијатива да се симнува политичка власт која создаде големи девастации. Па јас не се согласам со тоа. Значи, по мене направи многу погрешен поток ВМРО, што во себе собра партии кои апсолутно не ја заслужуваат позицијата да бидат таму. Тие до вчера, јас мислам на знам што пати тие што беа дел од власта и не може да бидат сега повторно. Што е ова? Пазар, сточен пазар, па ние ќе се тргуваме, не. И уште некакви одредени потпиша со одредени партии протокол да бидат дел од кампањата, не им даде партијнички места, но кога ќе освојат власта, ќе им даде сигурно некакви позиции, дали директори управни. Меѓутоа, дали вреда да си отидат, секој глас е битен, господин Пекевски? Не е битен. Значи мора да знаеме со кога, значи не можете со секого да влезете во коалиција. Втората работа рече дека нема да ги напаѓа македонските партии Знам и Левица, зошто само нив, а не и останатите политички партии. Значи, или тераш позитивна кампања, или не правиш нешто половично. А може не е доцелно, кампањата е во тек, мислам секој зависи и другата страна. Ако мислите на Стевчо Екимовски. Јас да сум на негово место, јас нема ништо да работам, ќе ги оставам СДСМ они да терат кампања, затоа што колку повеќе терат кампања, толку повеќе кампањата им иде у прилог на ВМРО и на коалицијата, заради тоа што работите што ги предлагаат покажуваат колку се неспособни. Јас се согласам исто со вас за тоа дека СДСМ дефинитивно тоне, а од другата страна евидентно е дека СДСМ игра на перфидна, поданичка
роља има, затоа и реков државнички или поданички, ниту еден збор не адресиран на неговиот довчерашен или скриено сегашен коалиционен партнер Дуј, како што се сеќавате, кога го праша еден новинар од една телевизија како ќе продолжите, Али Ахмети му шепнат како до сега. И уште ова да додадам, па дајте еден широк коментар. Вчера видовме како симулација направи Али Ахмети со своите пајташи камарати, како од председател на држава, председател на собрание и упатува порака дека тука сме, да мораме ние да избереме председател во собрание и децит. Овака, работи, дали предходниот пат им пројде можеби оноа псе јо, зошто да не, но овој пат не проаѓа. Тоа значи дека еднаш можете финта да направите, истата финта не може да направите два пати. Тоа е првата работа. Втората работа е Дуј е свесен дека паѓа, дека нема да биде дел од идната влада и сега се борат со сите средства нешто да спасат. Да спасат колку што може да спасат. Таа симулација е изборен фолклор кој дополнително ќе ги мотивира останатите партии да гласаат против нив. Пардон. Што значи дека давањето села да биде носител на листа, понатаму давање добитни пратенички места на помали, многу помали политички партии, собирање на опозиционен блок со Аријанит Ходжа, со Села и суште некои Тачи, кои до вчера биле непријатели, покажува колку се они слаби и покажува колку се свесни дека паѓаат и дека веќе тоа не проаѓа кај обичниот граѓанин. Дали од албанска националност или од македонска, не проаѓа. И заради тоа фолклорот или представата што ја покажаа вчера, може би за себе да се јачаат, да се храбрат, но тоа не проаѓа веќе. Ајде вака да одиме, ако ми дозволите. Дали сето ова треба да биде наравучение, се изјавам за право, како сакат некако дефинираат. Бидејќи кога гледам дека тие прават United, обединување по нивни национален, верски однос и така натаму, а што јас не го прифаќам, да бидам искрен, ова е држава на сите граѓани. Нели бараше Зоран Заев едно општество за сите, меѓутоа испадна според народот толкова апартхеид врз мнозинското или мајоризација. Малцинството вршеше притисок, односно го малтретираше мнозинството. Но конечно, дали овие однесување на албанскиот кампус од Али Ахмети наравучение до гласачката машина, до македонскиот блок, да се обедини, да се интегрира и навистина да се соберат гласови, да не бидат у ситуација, Косам Пекевски, на ултимативен однос, знаете, што кога ќе се формира влада, ми треба 10-15, да, али под услов ќе биде ПСЕО, како викат, ова ќе сакам председател, тука премиер и така натаму. Они се свесни дека, гледам дека и наративот на кампањата, свесни се дека ќе има, ВМРО дека ќе има 67. Јас бев меѓу првите што кажу дека ќе има 67 пратени. И се свесни и затоа велат сега, бидете против тие 67, да мора да влезат албански партии. Ја не ја гледам реално причината, значи ако се позиционираме како држава на граѓани, што е битно да се, ако можат одредени партии да формираат влада, тие формираат. Значи ние се уште идеме на квантитет. Квантитет да мора вака и вака. Тоа бирање по квантитет не донесе таму каде што сме. И колку повеќе го форсира тоа да нема коалицијата ВМРО 61, толку повеќе таа јакна. Тоа е едната работа. Но јас пак не сум обединуван. Што е обединување? Ќе ги обединиме сите негативни работи како ДОС во Србија, па на крај ќе се распаднат како меурот сапоница. Не. Се знае кој е за, кој е против. Тоа значи дека и тие што се уставно одредени политички партии не може да мешетарите вие, сега сум лево, па сега сум десно, значи или поддржувате едно или поддржувате друго. Не може да цело време вие да сакате да бидете во власта. Што значи тоа? Дека. Епа да, власта, незиното височество фотелјата е убаво, кој сака се сложувам, тогаш да не ја купуваме приказата дека 2030 ќе влеземе. Мислите дека европејците не знаат, дека не знае што се случува во Македонија? Јасно и гласно кажа дека има шанса 2030. Значи нема теорија да влеземе 2030, реално ЕУ не сака внатре. Значи едноставно само не подлажува заради тоа што ние не сме
сериозна држава. Вие ми кога кажавте или Трошански, Томич, и Бугарија и Грција се маша на Европската унија колку да ве тргна, да ве одвоја. Прво дојде со... Зошто го спомнав Руската федерација? Од причина што јас сум пишувал повеќе пати и повикав, ако беше толку пријатно да се распореден односот на Руската федерација кон Македонија, можеше комотно да помогне на Македонија во решавањето на името со спорот. Бидејќи тие со грците, као со србите, нели тоа се блиски. Меѓутоа видов таа перверзија, таа перфидност. И конечно, дали тука Не би рекол дека русите си го гледаат својот интерес. Да, и не знам зашто нас ни помагале. Мене повеќе ме плаши сега од кога конфликтот во Украина ќе заврши и ќе заврши секако во корист на Русија. На Русија. И тоа е Па го слушнавте денеска на сите им е јасно. Првиот човек на конгресот кој спомна дека вика ако не стигнат средства, Зеленски кука, плаче секој ден. Тоа е завршена приказна. И вика завршена до крајот на годината, завршува војната. Не можам да тврдам, не сум до толку американски конгресмен го каже или председател. Не можам да направам анализа за тоа, но мое предвидување дека многу брзо ќе заврши заради тоа што веќе се отворија повеќе жаришта. Видовте со Иран се случи со Израел. Израел, Иран, Газа и веќе фокусот веќе не е само кон тоа. Второ, Европа и Америка се исцрпија, значи не се тоа неограничени средства кои може да ги даваат. Војна скапа работа е за војна. Да, не можете вие неограничено да давате, а од друга страна ММФ прогнозира дека Русија ќе има најголем раст во 2024. А за Македонија беше скоро до 2%. А значи многу поголем, значи Русија е во војна, или ајде да кажеме, во војна состојба, Европа не е во а Русија ќе има поголем импакт. Раст. Да, мене поише ме плаши кога ќе се реши, кога влијанието на Русија глобално многу повеќе ќе порасне, заради нашиот сервилен однос, поданички да го кажеме вака, народно. Добре, сервилен ќе се држам ја, поготово на албанците и поготово на одредени македонски политичари кон плукање на русите, на Руската федерација и на руските политичари, дека тоа ќе ни се врати многу негативно. Не можеме ние да градиме став екстремно негативен кон одредени држави, секогаш треба да се држиме на ниво. Ние, овие политичари, се најслаба гарнитура што во историја на независна Македонија. Воопшто во Македонија, и па не само во независна, воопшто. После ослободувањето. Значи, ако имате вие, видите министерката за одбрана, видите го министерот за надворешни работи. Тоа се ликови кои апсолутно не може да се справат со предизвиците кои им го носи тоа министерство. Значи, повеќе министерот за надворешни работи повеќе се грижи за Косово, за Косово би рекол повеќе, него за интересите на Македонија. Вие очекувате тој да биде тешкаш, да влезе во дуел, например, или во разговори со Лавров? Не. Еве, свежи се информациите, изјавата на Дачич, која дефинитивно го спомна, вели, изгледа Пендаровски не ја прочита, не ја слушна изјавата. Тоа беше карикирање во секој случај на Бујар Османи за Сребреница и редови работи. Не само тоа, и затварање на отворен Балкан, што беше еден вид, еден чекор на меѓусебна соработка. За тоа се глупости. Дали може да министер за надворешни работи што се подпишувал да така се однесува? Значи може да видите некоординираност и секој влече на своја страна, што значи ние немаме стратегија. Тоа е ставна речица. Јас ќе речам дека секој има различен став. Денеска мислам или после тоа излезе првиот премиер Ковачевски излезе дека не отворен Балкан е добра работа. Значи не можете вие како таа не е одлука на влада, него тизија. Значи се гради стратегија и таа стратегија се следи. А во овој момент ние си имаме различна партија, различна стратегија, секој се зборува што сака, сите се прават на удрени кога некој ќе излезе со некаква изјава што е контрадикторна или спротивна на другиот и едноставно, добро, и толку и проаѓа. Потоа ќе го видите кредибилитетот во македонската јавност, ама и тоа е кредибилитетот што го имаат кај странските политичари. И затоа не ги есапат или не ги сметаат за соодветни партнери за било што. Јас не знам во некоја друга емисија кажано, настапите на Агилар и на извештај што излезе сега од Freedom House покажува дека
странците ги пуштија низ вода оваа гарнитура на власт. Дефинитивно. Вклучително и Дуј. Дефинитивно. Да. Бидејќи ваквата изјава дека е хибриден режим, а тоа по колку, исправите ме, 3 пати последователно, како му дојде во континуитет? Црните листи, сега се очекување на нови листи, се шпекулира кој ќе сега биде. доаѓа и новиот извештај на се шпекулира дека ќе бидат поранешни високи функционери на СДСМ во неа и еден актуелен носител на листа. Тоа покажува дека у суштина ги пуштаат и не гледаат соодветен партнер, бидејќи немаат никаков углед во јавноста, немаат никаков кредибилитет, нема да имаат никаква политичка моќ. Што значи дека дигаат раце од нив. Ќе си најдат нови партнери. Колку Македонија има интерес од неписмени политичари, неписмени луѓе во медиуми, кои исто така дефинираат некое мислење и така натаму. Морам ова да се го кажам, бидејќи гледајќи ги фактичката ситуација и немаме критичка маса во самите наши, меѓу самите колеги. Ова си земам за право да го кажам. Па јас мислам дека имам кажано во некој друг медиум, шарената револуција беше последното нешто што ја уби надежта на обичниот граѓанин. Многу луѓе ја поддржуваат шарената револуција, мислејќи дека ќе донесат позитивни промени во општеството. Уствари шарената револуција донесе бенефит за одредени луѓе. И сега вие веќе луѓето изгубија тотално надеж, тотална незаинтересираност, безидејност и едноставно дигна раце. Господин Пекевски, вие сте иден доктор на науки за комуникација, стратегиски комуникации, што треба во секој случај, секој премиер да има таков стручњак, такви стручњаци, значи профилирани, учени, надградени, не спин доктори, речем така, простите ме, народот така констатира, да ги плачат како според жива мера. Колку тежат, толку илјадници евра. Ако има и по 150.000, зборот ми е по 150.000 евра се зимат за нешто што се празни се и во советите и во начинот на едукација и на идеи. И ваква ситуација имаме кој што јас сум работено со повеќе политичари, сум соработувал со нив. Не е дека тие што стратегијата, па ќе кажам, одредени совети, тоа не значи дека тие што ги користат услугите ги слушаат нив. Едноставно, вас ве плаќаат да ви направат стратегија, дали вие ќе имплементирате или ќе промените, е ваша одлука. Она што јас го имам како искуство е дека политичарите се екстремно суетни луѓе. Не даваат никој да ги... Критика не поднесуваат критика и не сака да слушаат различни мислења, каде што е тоа. Втора работа, кога си политичар, треба да бидеш свесен и да примаш критика, и да слушаш и да работиш. Некогаш некои одлуки се тешки, ќе имаат последици врз тебе, но ако веруваш во целта која треба да ја постигнеш, треба да ги издржиш тие критики и негативни работи. Кога зборуваме, видете кои се им беа советници на советниците. Затоа преска кажав да го земете Љубе Бошковски во како партнер во коалиција, за мене е пораз, личен пораз. Човекот го назначи, беше у претходната влада на Заев, не знам дали му што советник на Талат Џафери сега во моментот. На Заев беше, да. Да, па после му остана за странски инвестиции. Мислам, Љубе Бошковски странски инвестиции како јас и нуклеарна физика, така да еден куп такви луѓе има. И сега тој треба да донесе инвестиција, нека покаже една инвестиција која донел. За генералот си зимам право, јас ќе го поздравам генералот Стојанчо што е дел како достоинство, кој покаже, зборам за својата професионалност. Се можеби маргинално, меѓутоа делот... Не се сложувам и со тоа. Значи, кои капацитети и професионална менеджмент... А тоа е партија, така се... Сега, види, сакаме напред да идеме или сакаме партиски луѓе? Кога поставуваш партиски луѓе, барем постави луѓе кои имаат капацитет, тоа прво да имаат капацитет, второ да имаат одредено знаење и трето имаат наобразба поврзана со одредена. Значи, да го ставите Стојанче Ангелов, војник за, мислиме, тоа е не небулозно. Стојанче нема да биде некој министер, не е битно. Меѓутоа сепак ракодител кој се го менаџира. Господине како тоа го менаџира? Ќе ве прашам. Сега директор на службата за справување со кризи, колку што ми е од ДУИ,
ги пензионирал. Значи не најде мене само една споредба. Не во сега да го заштитам генерал Стојанче Ангелов, меѓутоа со право некој речам се справил, успешно се справил со пожарите, со таа стихија. Од пироманство и редоги работи визави претходните години кои имавме пепел. Пепел. Што сакам да кажам? Представникот на ДУИ, значи ниту еден представник, ниту еден вработен не донесе нов после пензионирањето на група, да, имаме половина час, една група на луѓе кои седат така дома и сега во случај на не дај Боже некоја непогода, имаме некој трактор како најдја некоја трактор, да. А немаме пилот. Кажам сам, парадоксално една банална ситуација, дали во надворешната политика или овој дел со справување со криза, тоа е безбедност, во секој случај безбедност и да се заштитиш од таква непогода. Ма се видите, повторно тоа ви кажувам. Значи сега излага дека немаме ние пилоти. Па тоа го знаел и претходно, што не го подигна на ниво да се вработат. Меѓутоа тоа станката од ДУИ, тоа е како тоа од ДУИ. Значи, вие која сте директор на една, не треба да реактивно да делувате, тоа треба проактивно. Проактивно, значи... Не е таа служба, значи два различни корпуса се. Центарот за управување со кризи, у суштини има многу повеќе надлежности и е врзано со справување, да. За мене, гасењето пожари, не знам, со мотики, не е начин на справување. Еден куп други работи и секогаш се мериме, можеше полошо, не зошто не кажеме, можеше подобро. Че секогаш треба да се мериме. Јас само го дадов како пример, да се вратиме, ако ми дозволите да ги анализирам и представниците, бидејќи за неколку дена не очекува првиот круг на гласање за председателски кандидати, имаме два различна лика. Лик кој госпоѓа Нагорна Силјановска-Давкова, уважен професор кој докажа дека е добро прифатена од видни политички субјекти на Европската Унија, познати и во делот на човековите и женските права. Тука беше соговорничка моја до госпоѓата Дорис Пак, Розалија Ибло, еве го слушнавме господинот Петер, исправете ме, на германскиот Бундестаг, на ЗДУ, кој не се беше даде поддршка. Да се разбереме, од другата страна немаме. Имаме само еден албум, фотоалбум, екс официо Стево Пендаровски, што сликал од негото патување си направи фотоалбум, видеоалбум. Може да ми дефинирате ваша анализа како е професионален комуниколог и експерт за јавно мислење, како ги дефинирате двата лика? Зошто тие два лика? Кој гарантира дека Стево Пендаровски ќе влезе во втор круг? Како тоа го... Па со оглед дека СДСМ како политичка партија е поголема видност на другите политички партии. Па што значи тоа дека по дефолт, по навика ќе гласат луѓето за не? Ти се многу дисциплинирани, не се дисциплинирани. Па не само што не се дисциплинирани, туку имате и други кандидати. Разочарување? Имате професорката Ванковска, не е лош кандидат. Го имате Стевче Јакимовски, го имате Димитриевски, Максим Димитриевски. Значи се тоа гласови кои ќе приберат одредени гласови. Ја не верувам дека ќе ги земат гласовите на... Владимир Божиновски спомна дека вториот круг може да додат 6 кандидата. Па не би рекол 6, моето мислење дека ќе биде тесна борба. И не сум сигурен дека ќе влезе Стево Пендаровски. Заради тоа што... Може да извиси? Може да извиси, апсолутно. Заради тоа што гласовите на Максим Димитриевски, на Стевче Јакимовски и делумно на Ванковска се од контото на СДС, не се од контото на професорката Силјановска, да. Значи, членството на ВМРО е дисциплинирано. И сите ќе се гласаат. Ќе се гласаат за нив. Тоа е првото. Второто, професорката Силјановска е добар експерт во својата област. Мене ми беше професорка, имам многу позитивно мислење за нејзе. Исто јасно. И сметам дека ќе привлече и од граѓанскиот корпус одреден број на гласови. Значи не само од коалицијата. Од друга страна, гласовите се поделени помеѓу Максим Димитриевски, Стевче Јакимовски, професорката Ванковска и Стево Пендаровски. Значи тоа се 4 кандидати. Дали и какав ќе биде соодносот и разочареноста, ќе видиме на 24-ти, некаде веројатно околу 8:30 часот, веќе ќе ги знаеме првичните резултати. И втората работа што не треба да забравиме,
има поддршка и одредени политичари, странски политичари, кои ја даваат за Стево Подаревски, но јас има политичари кои ја даваат за професорката Силјановска. Ја тој момент на давање на поддршка на политичари го сметам за многу лошо и директно мешање во внатрешните работи на Македонија. Нема што да се дава одредена поддршка, значи тоа се странски политичари кои директно влијаат врз македонските граѓани. Мислам, и верувам дека таа поддршка е платена, не е тоа дека многу ги сакаат и едните и другите. Дали имаме не ова го искуство го имаме 33 години, се разбереме. Тоа не значи дека е добро искуство. Меѓутоа, знаете, со нив се работувате, вие треба да работите. Па да, Господин Пекевски е интересна работа. Јас сум голем поборник што повеќе пријатели во светот да бараме и да бидеме ловци. Примери што вика во една прилика. Нема пријатели, подржувач, има интереси во кои вие имате заеднички интерес. Значи во политиката нема пријатели, има само интерес. Па заеднички интерес. Го кажав претходниот пример заеднички интерес како Грција држава. и Србија, како најголеми пријатели, во суштина гледате како тоа директно забивање на нож во грб. Чи какви се тоа пријатели кога ти забиваат чи само интерес. Синиша, господин Синиша, јас се видовме тоа кафенцето на Орбан. Точно, имаше интерес Унгарија да добие колку 50 милиарди. Колку беше финанска конструкција, кој проект Унгарија требаше да го избоксува од Европската унија? Не сум сигурен, мислам дека околу 4 милиарди, не е 4? Да, 4 милиарди. И немојте да мислите дека Орбан е многу го сака Путин затоа што го сака, туку затоа што интересите. Точно. Значи најефтината нафта ја добива таму, најефтиниот газ го добива таму. Меѓутоа американците купуваат. Интереси, не си го гледа интересот на својата држава. И така треба да биде. Дали ние имаме такви политичари кои гледат народни интерес, за национален интерес или свој? Видовте случајот што беше за ова како се вика за вакцините. Во екот на ковидот имаме контрабанда тука, меѓу, како што пишува медиумите, меѓу човекот што бил одговорен за здравство, сега носител на изборна на листа. Од друга ситуација имавме премиер, кој не го достоил да биде мислен председателот на денот на инаугурацијата, Зоран Заев, се сеќавате, си возел тетрацикл, така ли се вика, со камаратот негов, исто со министерот. В контекст на тоа, дали имаме така. Ево, тој аспект сакав да се ми... Па немаме ние соодветни политичари, заради тоа што тоа не се политичари и не ги градат своите капацитети. Значи, тоа се локални, ајде да кажем, мангупи, кои стигнале до некаква позиција заради одредени работи. Веројатно во Македонија виреат толку многу политичари. Немаме ние професионални политичари кои се грижат за интересот и кои треба да траат со години нивниот капацитет. Значи, да не ги наведувам, поранешниот премиер викаше ја од понеделник до четврток 4 часа, у петок 3 часа, па видете кај стигнав. Тоа покажува им дава за право на децава да не учат у школа. Каков пример им давате вие? Еве ја кај стигнав, значи можете и вие. Не учете деца. Мислам, такви ликови ни ја вода државата. Имам сегашниот председател, ни е професор на еден од приватните универзитети, деме го доаѓа од граѓанскиот сектор и го слуша граѓанскиот сектор, а од друга страна, кога требаше го потпише законот за изменение закон кривичниот, веднаш го потпиша и не го слушаше народот и експертската ФЛ. Покажува дека тие многу краткорочно гледаат и воопшто немаат кога стапувате на некоја функција или сакате да стане, че мора да направите план и стратегија што ќе правите. Кои се 5 години, како ги помина. Значи, јас го памтам по подпишување на законот. Само по тоа го памтам. Освен тоа, народот му замерува, господин Пекевски, пензионерите. Таа е една група од 340, избравете ми, или 360.000 луѓе кои одработија, често изработија, изградија Македонија и го повика на протест за поддршка. И народот вели, кај нас не дојде, јас не сум хомофоб во секој случај, ја ги почитам сите луѓе, секој се дел, секој нека си најде место кај што си го бара. Меѓутоа, даде значение на тоа движење, ова е констатација на пензионерите, а вели, кај нас не удостои да дојде
да го слушне нашиот глас, гласот од пензионерите, кај што преку 220.000 пензионери имаат пензии до 20.000 денари. А тој се дрзна со ово покачување од 78%, тоа колку 2.500 евра, колку ми исправете ме колку му доаѓа на лимитот, не го слушна гласот на овие луѓе кои ве побара. Пазите, тоа е голема бројка, тука не се ВМРО-вци или тоа се и голем број и од СДСМ. Дали треба на жилет така да се оди и да не се почитува? Подржувањето на таа парада е само заради да ја испочитува Европската заедница и Соединените американски, да покаже како он е со широки погледи. И повторно покажува таа сервилност. Неговите ставови треба да кореспондираат со стратегијата на Македонија. Има ли право пензионерите да реагираат за ова? Апсолутно, значи он треба да не само со синдикати, он треба да биде, ако се представуваш како човек од народот, татко на народот, нели на нацијата. Па не би рекол дека е и повторно ги кажам, нема план, работат одлика на СДСМ и на сите нивни кадри е работење ден за ден и купување ден за ден. Значи немаат никаков план од напред. Да, купи ден, помини ден, чисто колку да нешто да се работи. Без никаков план, што треба да направат, без никаква добра анализа, без стратегија, без визија. Ајде, да ги дефинираме преседателските, веднаш уште 5 минути да ги дадеме на парламентарните. Прво, дали е добар тој спин доктори да преседателот оди со таков сленг, да девалвира, дискредитира, навредува опонент типот на од другиот женски пол. Да речем господјата Силјановска, што навистина не држи. Треба да го држи нивото, без разлика он е председател и треба да настапува од позиција на председател. Што значи треба да ги почитува не само председател кандидатот на ВМРО, туку треба да ги почитува сите кандидати и да не говори како треба со кој да се сретне, каде да се сретне. Неизлегување на дебата по мене е поразително. Зошто страв? Не знам дали е страв, туку е покажување демек ароганција, не седнување со некој што е на црна листа, а нема проблем да например да оди во струга и да разговара со човек што е исто граначалник што е на црна листа. Од една страна, значи тоа го покажува хипокризијата негова, а од друга страна знае дека ако седне на дебата, дека професорката Иванковска и професорката Силјановска се поелоквентни, подобри говорници од него и дека ќе го ајде да го кажам дека по-добро ќе се изразат и ќе го победат на негов терен. Од трета страна, Максим Димитриевски можеби не е многу елоквентен, но е многу народски човек. Неговиот речник е таков да директно во лицето ама народот го прифаќа, го сакат народот тоа. И го почитам тој наратив и тука не може да ќе изгубе и сега зошто би влегол ринг кога знае дека од сите страни ќе биде сардисан. Апсолутен губитник. Па ќе биде сардисан. И мислам дека не е толку дека не поседува толку вештини, за да може пуштен по вода, господин Пекевски. Сега само го пуштија велот по вода, со оглед дека не сакале да влезат во трка ни господин Спасовски и другите кои беа во спомнати. Јас не би рекол дека го пуштија низ вода, туку во СДСМ постојат повеќе крила. Струи. Да, струи. И она што му се случи на Спасовски со пасошите, мислам дека е издржирано од страна на едно од спротиставените крила во СДСМ, само за да не се кандидира за председател. Значи и самите си става соки. Тоа е моје видување, не може да го потврдам, пошто нема кој да ви потврди, ама начинот на кој... Познато име е тоа крило од СДСМ? Па да, тоа е Скопското крило и делумно крилото во Куманово, кое знаеме дека спротиставени страни се Ковачевски и Спасовски. Значи, не треба да Ковачевски му стави сока. Апсолутно. Еден од... Тоа се тие, бидејќи од кога ќе изгуби СДС на... Кој мислите дека треба да биде? Ќе биде таму човек кој треба да го ресетира? Па сега веќе, значи, еден од потенцијалните лидери беше Спасовски и он се спремаше за таа позиција. Дашка е Бранков Джак, во секој случај. Не би ги кажал ја така работите, но после дебаклот со пасошите, он веќе не е паѓа тоа? Да, паѓа тоа во вода
ќе видиме кој ќе биде кандидат, со оглед на тоа дека бродот кој ќе биде потонат, не знам кој ќе биде спремен да го преземе. Кој ќе биде кормилар? Па да, не верувам ни дека ќе има голема борба заради тоа што кој сака да земе потонат брод. Одиме со ВМРО ДПМН и за Мицковски една анализа би сакал да однува. Па дефинитивно од една страна ги издржа сите напади што ги чини с годините. Во континуитет, дали внатрешно, дали надворешно. Со фракционизам, со така наречени фракции. Но од друга страна му замерам, гледам дека се обкружува со кадри кои се полтрони и со партиски лакташи. Па да, не можете вие, значи повторно ако ја направи грешката и постави кадри кои се партиски на клучните позиции, мислам дека ќе доживее дебакл од кој нема да има ни една година. Значи, пак би го земал јас поранешниот министр за финансии Ставревски, експерт во таа област, и на Македонија се потребни такви експерти кои знаат да менаџираат со он во делот на финансии, и ако се обкружи со такви квалитетни луѓе, тогаш ќе има голем успех. А ако ги остави, гледам дека на добар дел од позициите не постави и носители и членови, мислам дека при тоа ги презема и дел од партиите како Стојан Чагелов, мислам дека тоа ќе му биде круцијална грешка која ќе му се обие од глава. Меѓутоа, сепак спомнавте Жилова издржа сите овие години на напади внатре од таа фракционизам, тој фракционизам и така натаму, и удари од сите страни да издржи конзистентно во делотеви со бугарскиот диктат. И многу работи. И нивниот статут не дозволува многу лесно менување на председател, од друга страна полесно е кога сте во опозиција заради тоа што критикувате, вашата работа е да критикувате, некогаш ќе дадете... И советите, да бидеме искрени, времето до ковидот не одека сум застанав на страната Мицковски, застанав на страната тој што треба да донесе добро време и ситуација во Македонија. Се сеќавате дека имавме една ситуација во ковидот со колку предлози даде и за енергетската криза му бе прифатени од СДСМ, со што не треба да се заборави. Уште ова, СДСМ и дуј знаеле за војната во Украина, тука ќе спомнам Стево Пендаровски, и тие молчаа. Со тоа чека да се купи поскапа струја, поскапи ситуации и во штета на народот. Дали може таа паралела? Од друга страна, Мицковски помогнал со своите совети и така натаму со тимот. Ние немаме изразена стратегија, Македонија без разлика позиција, одредени работи треба да имаме стратегија во која ќе се придржуваат усогласена од сите за надворешната политика и за доброто на Македонија. Мора да те прашам, дали требаше национална стратегија во однос на бугарскиот диктат што го викалте или францускиот предлог, а не да одат да трчат, вели Усмани, тоа го читав, имавме ја за Фронтлайн даде, ние сме автори на бугарскиот предлог. Интервју даде, јас нон-стоп го пуштам. И друга ситуација, потврдено беше дека бугарите беа со Дуј, заедно во речица го дефинира бугарскиот диктат. Па не можам да тврдам за тоа. Моje мислење е дека у суштина, како што кажете, преска треба да го изчистиме прво дворот, пред него што влеземе во било какви преговори. За да прифатиме или не прифатиме одредена позиција, или одреден предлог, треба тоа да биде усогласен од сите релевантни. Што значи не само политички партии, туку усогласен и од експертската јавност во одредена област. Се додека не го имаме тоа, ние не може да разговараме за било што. И затоа секогаш ќе имаме поделеност. Кога ние ќе имаме стратегија и црвени линии, и сите партии ќе ги почитуваат тие црвени линии. Ќе бидат посилни. Значи и посигурни, и веќе нема кој да преговара, заради тоа што од тие црвени линии никој нема да се обиди или нема да смее да ги помине. Уште ова беше спомнато, бидејќи го видовме Зоран Заев што направи секој случај голема девастација, трагедија, со промена на името, не добивме ние никаков влез со почнување со преговорите. Грците добиле 150 милиарди, значи не се паушални изјави. Меркел префали 150, некој Меркел како Европска унија.
како држави на 27 членки, на Грција 150 милиарди евра. Со бугарскиот диктат, бугарите добиле 18 милиарди евра за социјални пакети за млади брачни двојки и така натаму. Што добивме ние? Наместо моркав добивме стап. Па, ја би рекол дека лошо се испазариле нашиве, македонските политичари, ај се грубо да се изразам, и не знаеле добро да испреговараат. Меѓутоа, би требало да бидат свесни, требале да бидат свесни дека требало да има сценарио А, Б, С. Од друга страна, да не забораваме моментот дека Македонија не е членка на ЕО, а Бугарија и Грција се. Така да, и то Грција е многу подолго, што значи дека незината улога е многу посилна и затоа може да привлекува поголеми фондови. Господин Пекевски, морам да ве прашам, една минута ако се соберете, господинот Ѓорѓи Иванов, председател на држава, 2 мандата, даде интервју пред сите амбасадори дека името е продадено за 150 милиарди долари. Пазите, не може да речем паушална изјава. Па не би се сложил дека не? Тоа е премногу, не. Мислам дека е премногу силно кажано и не би се согласил дека тоа е така. Која е вашата порака за крај? Па граѓаните да излезат и да се гласат согласно своите убедувања, да размислат кому ќе го дадат својот глас, бидејќи гласот даден потоа не се враќа. И потоа нема каење дали. Значи, добро се размислува. Нема враќање назад. Да, треба добро да размислат кому ќе го дадат гласот или нема да го дадат гласот и поништено ливче е глас и одјек кој треба да биде силно одекнат меѓу политичарите. Благодарам многу што бевте гостин. Благодарам за поканата. Ова пред вечерието или пред на молкот, ви посакам добро здравје и се гледам блиски на почитувам небе. Тоа беше Синиша Пекевски, аналитичар, еден доктор на науки за јавно мислење и се тоа што нам ни требат. Ние ќе се гледаме идниот петок, со информација ќе знаеме кој се во вториот круг победници, кој влегува. Бидете ми живи здрави, размислите секој случај и не седите дома. Право на избори. Пријатна вечер.